Одржлива иднина на нашето општество и чиста животна средина преку системот за собирање на отпадно масло. За штетноста и бенефитите од него, но и за соодветното рециклирање и донирање преку еколинијата 070 264 444. Ја сумираме годината која беше неповолна за сите, а ја погоди и оваа гранка од индустријата. Сепак ние добро го одработивме нашиот дел во поглед на собирање и рециклирање на отпадното масло. Така да можам да кажам дека оваа година со оглед на све што се случуваше добро помина. Од аспект на домакинствата, значи преку проектот Рециклирај и донирај имаме одличен успех, бидејќи постигнавме 60% изголемување на собраната количина на отпадно масло во поглед на минатата година. Значи оваа година со се декември калкулациите кажуваат дека ќе имаме собрано 5700 кг на отпадно масло, односно 5,7 тони и над 680 литри на донации од самите собирачи на отпадно масло преку Рециклирај и донирај, а вкупните количини од кога трае проектот, заклучно со 2020 година, ќе бидат над 12.000 килограми, значи над 12 тони собрано отпадно масло од домакинствата и над 1350 литри на сончево гледало масло во донации до социјално загрозени семејства. Собирачите на отпадно масло, екохерои на новото време. Главната цел ја постигнуваме, тоа е значи да креираме еколошка навика кај овие домакинства кои се вклучени за редовно тоа да го прават. И секако преку тој аспект акцијата се шири и до други домакинства и го постигнуваме тој ефект да ја зголемиме еколошката свест и да креираме ни здрави навики кај домакинствата за да го прават тоа што е од бенефит за сите нас. Главната цел и со тоа што се гордееме е дека креираме една заедница, да ја кажам, на собирачи кои се социјално и еколошки одговорни и кои што доброволно учествуваат во системот, бидејќи тој е доброволен, значи не ги чини ништо, туку само да ги применуваат и еколошки практики за да направат промени за сите нас кон подобро. Од секој литар на отпадно масло кој што се собира, значи влегува во нашиот систем, каде што се загрева, се преработува и филтрира и потоа се извезува како суровина за рециклирање во Европа. Од таа суровина се произведува еколошко биогориво, односно биодизел према стандардите N14214. Нашиот систем е сертифициран и локално од нашите институции и на ниво на Европа и ние секоја година сме ревидирани од страна на ревизори сертифицирани од тој систем за биомаса на ниво на Европа, кои што го проверуваат нашиот систем, како функционираме, следливоста на маслото, за све да биде по тие европски стандарди и маслото да се собере нормално како што треба да се преработи и да се извезе како суровина до фабриките кои што потоа го прават во биогориво. Дали Скопје е лидер во собирање на отпадно масло? Да, бидејќи Скопје е нормално и најголем град, највеќе собираме од Скопје, но имаме одлични количини и од останатите градови во државата. Скопје нормално бидејќи има највеќе жители, меѓутоа нашата мрежа редовно ги покрива сите други градови за да може да се обслужат сите индустријски создавачи на отпад и секако и домакинствата кои се повеќе се вклучуваат и надвор од Скопје во системот за собирање, односно во рециклирање и донирање. Оваа година направивме инвестиција и во нови цистерни за складирање, значи го зголемивме нашиот капацитет, а уште поважно е дека инвестиравме во еден иновативен систем кој што користи соларна енергија за затоплување на маслото, за процесот на загревање, бидејќи како што објаснив, пред да се филтрира маслото мора да се загрее на одредена температура 40 до 50 степени. Тој систем ни дава многу поголема ефикасност, значи многу помалку трошиме енергија за загревање на маслото, енергија која е произведена од фосилни горива, а со тоа ги намалуваме и нашите емисии на CO2, на јаглероден диоксид при самата преработка, односно загревање на маслото. Тоа е, преку тоа постигнуваме еден дупли ефект, како да го кажам, бидејќи припремаме една суровина за рециклажа, меѓутоа и во самата припрема на таа суровина не го намалуваме во огромен дел, во огромен процент нашето искористување на енергија за да ја загрееме таа суровина. Така да тоа ни е еден проект кој што како што ќе течат годините, ќе ни носи и заштеди и секако ќе носи заштеда за животната средина, бидејќи во лето 100% го користиме сонцето за загревање на отпадно масло преку тој систем. Нашата компанија има визија континуирано да реинвестира во него за да го подобри
и да овозможи системите да бидат што пофункционални и подостапни за создавачите на отпад. Покрај оваа инвестиција во новиот систем на соларна енергија, наредната година планираме да инвестираме во зголемување на колекторска мрежа за домакинствата. Значи сакаме да направиме еден смарт еко контейнер како пилот проект кој што ќе биде поставен на одредена локација и ќе ни даде можност да видиме како во еден друг систем ќе се одвива собирањето на отпадно масло од домакинства, каде што собирачите ќе мора да дојдат и да го достават отпадното масло до тој контейнер и секако ќе има и тука други интересни мотивациони аспекти, како секако ќе продолжиме со рециклирање и донирање, меѓутоа ќе биде интересен концепт кој што се надевам ќе го имплементирам. Не заборавајте, секоја количина на отпадно масло за јадење собрана преку екосистемот се користи за добивање на зелена енергија. Останува соодветно да собираме и заедно да се грижиме за нашата животна средина.